Локалното дерби за шампионската титула на Македонија помеѓу ЖФК Кочани и ЖФК Младост Иднина и двојниот успех на КМФ Кочани во втората футсал лига и купот ги вивна женскиот и малиот фудбал до неочекувани височини. Сакал некој да призна или не, Кочани годинава е центар на женскиот фудбал, а најавува високи дострели и во футсалот. Сето тоа е плод на стручна и координирана работа поддржана од локалната власт и од стопанствениците. Дека избраниот курс во развојот на спортот е вистинскиот, зборува зголемениот интерес за отворање фудбалски академии и школи, кои преферираат работа со млади категории и производство на таленти за високи дострели. Таквата практика не е присутна само во фудбалот, туку се негува и во кошарката, каратето, гимнастиката и други спортови. Македонија е мала и сиромашна да се впушти во рамноправна трка со развиените земји. Затоа за светски резултати ќе се користат големите компании кои отвораат бизниси во државата и со мега потфати ќе не промовираат во елитните надпреварувања. Тоа што можеме ние да го направиме е да ги искористиме предиспозициите на младата популација за да создадеме психофизички силни спортски личности кои сериозно ќе зачукаат на вратата на професионализмот. Поради сето тоа, тесно гради излитени се тезите на поединци и групи поврзани за клубови или спортски работници, според принципот едни се привилегирани, другите не се признаваат и слично.